Популарноста на спортско користните возила незапирливо расте. Токму поради тоа, во денешното издание одвоивме простор за 3 модели кои ја предводат инвазијата на светскиот пазар, која доаѓа од Азија и се зголемува секоја година. Трендот на поскапување е забележлив и кај моторциклите, каде Дукати го води орото, додека Тојота го шири своето делување во полето на роботиката, што ќе се користи во секојдневието, а ќе ви ги пренесеме впечатоците од возењето на Peugeot 308. Но започнуваме со флеш вестите. Лондон е познат по адвокатните автобуси, но и по иницијативите за намалување на загаденоста на воздухот во градот. Една таква резултираше со автобус кој ќе се задвижува со кафе. Не во буквална смисла на зборот, бидејќи како гориво користи 20% мешавина на биодизел од остатоците од кафето. Лондончани во просек пијат по 2,3 шолји кафе на ден, со што создаваат дури 200.000 тони отпад годишно. Богат со минерали и масло, тој е потенцијална суровина за производство на биогориво. Неговото собирање го организираше една мала фирма, која потоа го преработува во својата фабрика во близина на Кембридж. Според нив, со користењето на ова биогориво, емисиите на јаглород диоксид се намалуваат за 15 до 20% без модификација на постоечките мотори на автобусите. Двокатни автобуси и загаден воздух имаме и ние, а и пиеме повеќе кафе отколку лондончани. Ќе видиме ли нешто слично и на нашите улици? Мислејќи во седма брзина, Ламборгини во партнерство со прочиениот технолошки универзитет MIT го креираше концептот Терцо Миленио. Тој со своите огнени линии на светот треба да му покаже како ќе изгледа еден супер автомобил за третиот милениум. Но не само тоа, бидејќи преамбициозната ознака се оправдува со наредните системи што ги поседува. Ултра лесна структура, електрична погонска група и екстремната аеродинамика. Тоа е постигнато со телото од јагленородни влакна направено со нанотехнологија. Во панелите се вградени суперкондензатори и ултратенки батерии кои ја складираат енергијата за 4 електромотори. Спецификации не се објавени, но затоа се споменува дека каросеријата има мониторинг систем со кој се детектираат евентуалните оштетувања. Во тој случај таа самата се поправа со помош на хемикалии спроведени низ микроканали до местото на оштетувањето. Звучи футуристички и навистина е така. Но ако представените технологии се од некоја подоцнежна ера на третиот милениум, дизајнот не е. Слободно може да очекуваме линиите на овој импресионирачки концепт, еден близок ден да осамнат на некој серијски производ на италијанската марка. Покрај целокупниот развој на хибридни и водородни технологии, инженерите на Toyota наоѓаат време да создадат и роботи. Ја гледаме третата генерација од нивниот хуманоиден пријател, како што ја нарекуваат својата креација. Замислен е да им обезбеди помош дома, во болниците или на други места на луѓето на кои таа им треба. Не располага со вештачка интелигенција, место која користи однапред дефинирани команди. Системот контролира 29 различни негови делови, како кај човечкото тело, чии движења операторот ги програмира со помош на виртуелна реалност. Покрај едноставното реплицирање на одредени маневри, роботот е способен да препознава со каква сила ќе пристапи во контакт со одредени предмети. Заради тоа има голема практична примена и како средство за далечинско извршување на некои за човекот опасни задачи. Висок е 1,54 метри и тежок 75 килограми, а од Toyota не соопштуваат ништо за неговата евентуална комерцијална достапност. Новите технологии носат и нови непознаници. Една таква е дали луѓето со вградени срцеви стимулатори може да возат автомобили со електричен погон. Со предизвикот да одговорат на ова прашање се зафатија двајца доктори од болницата во Дејтон, Охајо, кои испорачаа смирувачки вести.
а тие се дека нема опасност луѓето со вградени срцеви електростимулатори и пейсмейкери да можат да користат електрични автомобили. Резултатите од нивната неодамна објавена студија потврдуваат дека високонапонскиот електричен погон на автомобилите нема влијание на работата на овие уреди. Студијата е спроведена на 26 машки и 6 женски испитаници со просечна старост од 69 години. Сите тие имаа вграден срцев дефибрилатор кој служи за откривање и третирање на срцевите аритмии и се напојува од сопствена батерија. Сите испитаници, освен што се возеа со Tesla Model S, беа присутни и близу автомобилот при полнење на неговите батерии. Испитувањето покажа дека срцевите стимулатори на сите ниво потполност работеа без никакви пречки. Сепак никој не може да гарантира за последиците при возбуда во возењето како оваа на снимките. Дукатистите можеби ги очекуваа, но на останатите им испласна радоста. Италијанската мотокомпанија ги објави цените на новиот Panigale V4, кој беше представен на салонот на моторциклите во Милано. Беше јасно дека нема да биде ефтин, но и покрај неговите 215 конски сили, повеќето не очекуваа овој супербајк да чини 22.600 евра. Уште помалку пак дека за неговата S варијанта ќе мора да се избројат скоро 28.000 евра. Но вистинскиот шок следи кога ќе се погледне цената на V4 Speciale, кој на располагање има 226 конски сили. Тој ќе чини цели 40.000 евра, што е прилично висока цена, имајќи предвид дека не се работи за полутркачката R верзија. Вака високите цени на овој модел сугерираат дека Дукати од својот главен адут решил да направи поексклузивен производ. Со оглед на првите реакции на купувачите ќе успее во тоа, бидејќи никој не се сомнева дека овие цени многу ќе влијаат на продажбата. Системот за автоматско запирање во итни случаи е достапен како опција кај бројни нови возила, но купувачите сепак ретко се одлучуваат за него. Причините се повеќе психолошки отколку финансиски, бидејќи возачите се уште повеќе си веруваат себе си отколку на електрониката. Но европските законодавци не сметаат така. Тие се решени да го воведат овој систем како задолжителен во сите нови возила. Европскиот парламент веќе го подготви предлогот, кој е дел од извештајот на Комитетот за транспорт за зголемување на безбедноста. Тој ќе се најде пред Европската комисија напролет идната година, заедно со неколку други иницијативи. Барањето овој систем да биде стандарден произлезе од една истражувачка студија во која се потенцира неговото влијание за спречување на несреќите. Според него, 70% од новите автомобили кои се нудат на пазарот го немаат овој систем. Тој функционира со помош на камерите и радар кои го следат сообраќајот и во случај возачот да не реагира во опасна ситуација, автоматски ги активираат сопирачките. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме моќен мотор од 197 конски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете да може да работи и на струја. Епа може! Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид или RAV4 дизел. На вистина му нема рамен. Toyota, always a better way. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема.
Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Луксузната германска марка Bogward се изгуби од автомобилската сцена пред 6 децении и 1 милион произведени автомобили. За нејзиното воскреснување заслуга има семејната страст кон возилата и кинескиот капитал. Во следните години Bogward планира да лансира дури 5 модели кои ќе се произведуваат во Кина, а дебито е со што ако не со спортско корисно возило. За некого непознато, за други заборавено, но ретко кој од автомобилскиот свет слушнал за името Bogward. Него го знаат само постарите германци кои се сеќаваат дека пред повеќе од половина век оваа марка беше понапредна дури и од Мерцедес. Но според ветувањата на Кристијан Bogward, внукот на основачот на компанијата Карл Borgward, тоа наскоро ќе се смени. Тој со поддршка на кинескиот капитал пред 2,5 години ги објави плановите за враќањето на марката во животот. Остварувањето на соништата од неговото детство требаше да се случи пред крајот на годинава, но заради усовршување на возилата за европскиот пазар е пролонгирано за првото тримесечие од идната 2018. Пионер на новостарата германска марка ќе биде кросоверот BX7. Додека се чека на него, низ Европа се прераскажува минатото на оваа компанија. Основана во 1929 година, нејзините возила важеа за иновативни и дизајнерски привлечни. Со своите премиум карактеристики, тие ги освојуваа купувачите широм целиот свет. Но контроверзниот банкрот во 1961 година го отера основачот во прерана смрт, а машините за производство ги пресели во Мексико. Таму Bogward живееше уште кратко време, но оттогаш па се до 2006 година светот полека заборави на него. Тогаш Кристијан го имаше првиот обид за заживување на марката кој заврши уште пред да започне. Сега тој заедно со своите бизнис партнери е подобро подготвен за повторен обид. Стабилноста треба да ја гарантира кинескиот пазар каде би се пласирал добар дел од производството. Амбициозната иднина на марката е обликувана околу гамата која би се состоела од 5 возила. За сега познатите 2 кросовера се базирани на соодветни модели од кинескиот Foton, кој е дел од големата BAIC мотор групација. Поголемиот Bogward BX7 веќе се наоѓа во продажба во Кина, каде на првите 10.000 купувачи им е понуден со единствена доживотна гаранција. Во Европа ќе биде на располагање со 2-литарски турбомотор со 224 конски сили, 6-степен автоматски менувач и погон на сите 4 тркала. Долг е 4,7 метри, а сериски ќе биде опремен со систем за детекција на пешаците, адаптивен темпомат, камера од 360 степени и други трендовски додатоци. Се подготвуваат и негови хибридни и електрични варијанти, а на пазарите во развој ќе биде достапен и во верзија со 7 седишта. Цените се уште не се познати, но се очекува да стартува од околу 26.000 евра. Нешто подоцна се очекува помалиот кросовер BX5, а ќе следат и седан од средната класа, луксузен модел и едно градско возило. Се споменува и организирање на производството во Германија, но тоа сепак се само желби. Слично звучи и бројката за пласирање на 50.000 примероци годишни само во Европа.
Во секое време Богвард беше трет по големина производител на возилата во Германија. Прв продукт му беше моделот со 3 тркала и 2 коњски сили, а најпознат Изабела од 1954-та. Ова индустријска група, која во најдобрите денови вработуваше 23.000 луѓе, вкупно има направено околу 1.000.000 возила од 4 марки – Богвард, Ханза, Голијат и Лојд. Произведуваше и камиони, автобуси, електрични возила, чамци, па дури и хеликоптери. Крајот на годината значи и почеток на сезоната на бројни избори на автомобили на годината. Едно од првите жирија што ги објавија своите резултати е она за избор на женски автомобил на годината во светот. Тоа е составено од 25 припаднички на понежниот пол, кои активно се занимаваат со автомобилското новинарство. Доаѓаат од 20 на држави и според нив Peugeot 3008 е прогласен за најженски кросовер во светот за 2017-та. За францускиот модел тие ќе кажат дека ги завел со елегантниот стил, импресивниот тај кокпит, држењето на патот и уживањето што го нуди во возењето. Меѓу другите критериуми за избор се и практичноста на багажниот простор, прилагоденоста за превоз на деца, леснотијата на возење и боите што се на избор за возилото. Од своето појавување, ова е 35-та меѓународна титула што ја има освоено Peugeot 3008. Во континенталниот дел на Европа, корејската марка SsangYong не е меѓу омилените. Најголемиот модел на куќата има за задача таквиот имидж да го смени. Традиционално текнологијата е од регалот на Мерцедес, но дизајнот секогаш беше предмет на критика. Новата генерација на Rexton побара засилувања од Pininfarina, а дали тоа ќе ја зголеми продажбата на стариот континент, ќе покаже времето. Јужнокорејскиот специјалист за теренски возила SsangYong ги испрати првите европски количини од оваа верзија на Rexton во Велика Британија. Иако оваа марка е настрана од вниманието во континенталниот дел на Европа, англичаните го искористија тоа да ги покажат новите можности во автентичен амбиент, со закачена приколка за транспорт на коњи. Символиката всушност ја покажува најсилната карактеристика на Rexton. Тоа е теренец од старата школа, со крута шасија и класичен погон на сите тркала со механичка распределба на силината. Иако темелно реконструиран, тој се уште води потекло од првата генерација на М-класата на Мерцедес. Во дизајнирањето учествуваше студијето на Pininfarina, што веднаш е забележливо. Линиите му се извлечени како прифатлива комбинација од грубост и елеганција, што со оглед на претходните возила на SsangYong треба да е комплимент. Погонската механика не е многу менувана. Скоро се што ќе се продаде во Европа ќе има 2,2 литарски дизел со максимални 181 коњска сила и редуктор. Купувачите ќе може да бираат само помеѓу 6-степен мануелен или 7-степен автоматски менувач, а ако некој од нив запне, ќе го добие Rexton и со погон на задните тркала. Новиот знаменосец на марката може да се пофали и со повеќе сигурност, просторност и стил. Димензиите му се благо зголемени во однос на претходникот. Кабината во која има место за 7 патници е организирана на начин да ги доловува големината на возилото и неговите премиум амбиции. Естетиката, современите технологии и посебно големата количина опрема се присутни на ниво кое граничи со луксузот, барем онаков каков што корејците го сваќаат. Се издвојуваат седиштата со масажа, амбиенталното осветлување и нешто како загреваниот управувач, камерата од 360 степени и друго. Најголемадот сепак му е цената, која на островот започнува од 27.500 фунти. Освен во Југославија, популарниот фико е национална икона и во Шпанија.
Со право, затоа што се појави за време на економскиот бум на земјата и оптимистички ги поведе шпанците кон подобра иднина. А тие во знак на благодарност достојно го одбележаа неговиот 6-децениски јубилеј. Меѓу другите активности, на патеката во Барселона организираа роденденска парада за Гинис во која учествуваа точно 787 примероци. Сеќавањето на него сеат го искористи да покаже колку возилата напреднале во последните 60 години. Во улогата на предизвикувач се најде малиот Мии, со чија помош беа посочени главните разлики. Како прва се наметнува отворањето на вратите наназад, кое беше една од карактеристиките на иницијалната верзија на Seat 600. За производство на тогаш модерниот автомобил со самоносечка каросерија и независно ослонети тркала беа потребни 40 часа, додека денес Мии излегува од монтажните ленти после 16 часа работа. Иако и двете возила имаат слични димензии, багажникот на Мии е за 3 пати поголем од оној на Фиќо, кој имаше зафатнина од прескромни 68,5 литри. За разлика од денешните електронски системи кои се грижат за безбедноста, малото топче, како што го нарекуваа шпанците, немаше сигурносни појаси, ниту наслони за главата на седиштата. Напредокот на техниката е видлив и низ перформансите. Иако многу посилен, новиот Мии троши двојно помалку од Seat 600, кого му требаа околу 8 литри да помине 100 километри. Значајна е и разликата во цената. Гордоста на Шпанија во 1957 година чинеше 65.000 пезети, што е еквивалент на денешни 18.000 евра. За тие пари просечниот шпанец тогаш требаше да работи 3,5 години, но сепак во периодот до 73-тата Seat произведе околу 800.000 примероци од новиот Фиќо. Мал број од нив беа во нам непозната верзија со продолжено меѓуоскено растојание и каросерија со 4 врати. Иако мал по волумен, Mitsubishi е производител што се истакнува во кругот на спортско корисните возила. Сега има модел кој застана помеѓу компактниот ASX и комотниот Outlander, носејќи го името на легендарното купе Eclipse со придавката Cross, како да сака да потсети на спортските карактеристики кои гарантираат динамика. Но дали е така? Mitsubishi Motor стартуваше со дистрибуцијата на Eclipse Cross, кој наскоро ќе започне да се продава во околу 80 земји широм светот. Цените некаде се познати, некаде не, но затоа името му е добро познато. Новиот кросовер не е во корелација со спортскиот модел кој престана да се произведува во 2012 година и со него е поврзан само емотивно. Пазарно ќе се смести помеѓу ASX и Outlander, иако и од нив доста се диференцира. Најмногу по купе и изгледот на каросеријата, бидејќи е прв од новата генерација возила на Mitsubishi кои ги спојуваат заводливиот изглед со теренската силуета. Компактните димензии и моќните карактеристични линии, кои малку срамежливо подсетуваат на купе, се наследени од концептот покажан пред 3 години. Преовладуваат модерниот и урбан стил, кој се карактеризира со дополнително наострени веги над светлата. Динамичниот профил со своите истакнати мускулести облини е како накалемен на семејниот лик на предниот дел на возилата од јапонската марка. Задниот дел пак нему е олицетворение на убавината. Високо поставениот спойлер визуелно го дели стаклото и прави поклопецот на багажникот да изгледа некако гломазен. За разлика, внатрешноста е смирена и насочена кон функционалните води. Спортската ориентација не доминира над фокусираноста кон возачот, која како карактеристика не тежне над пазарно прифатливите граници. Кокпитот јасно поделен на две зони и инструментите со тридимензионален приказ изгледаат одлично. Интересен детаљ е и подлогата чувствителна на допир, сместена покрај рачката од менувачот, која служи за контрола на разни функции на возилото.
Mitsubishi Eclipse Cross е поставен на новата верзија на скратената платформа на Outlander и има подобрен 4x4 систем и унапредено ослонување. Реално гледано повеќе од тоа и не треба. Сепак добро ќе дојдеш уште некое техничко освежување, посебно во моторната понуда. На купувачите ќе им биде понуден во варијанти со погон на предните или сите 4 тркала, на почеток само со 1,5 литарскиот турбобензинец со 163 конски сили. Тој стандардно е спарен со 6-степена мануелна трансмисија, додека како опција ќе биде достапен и CVT менувач со симулирани 8 степени на пренос. Eclipse Cross подоцна идната година ќе биде на располагање и со вистински 8 степен автоматик. Љубителите на дизелот ќе бидат разочарани, бидејќи планираниот 2,2 литарски агрегат со 150 коњи во подоцнежните фази ќе биде заменет со хибриден погон. Овој спортски кросовер заедно со индонезискиот моноволумец Expander се првите возила од новиот 3-годишен план на Mitsubishi, во кој е зацртано представување на 6 целосно нови и 5 обновени модели. Планирано е зголемување на инвестициите за истражување и развој, што треба да биде подкрепено со 30% пораст на продажбата. Со остварување на целите од овој план, јапонскиот производител ќе продава 1,3 милиони возила годишно. За да го современи, му даде шанса да се бори со ривалите во класата на мали семејни автомобили, Peugeot направи серија освежувања на 308-ката. Надворешните промени се фокусираат на предниот дел, каде забележливата маска на ладилникот доби порафинирана интерпретација. Реобликувани се фаровите со стандардни дневни LED светла, додека предниот браник е потполно нов. Со овој пристап семејниот автомобил се приближи барем со изгледот на успешното спортско корисно возило 3008. Задните светла сега наликуваат на канџа која длабоко навлегува во каросеријата, додека ревизијата се заокружува со неколкуте нови модели на тркала. Тоа се однесува на надворешноста. Со влегување во интериерот ќе потрошите доста време да забележите промени, а тие се забележуваат кога ќе го стартувате моторот. Тогаш се забележува новата графика на 10-инчниот екран осетлив на допир, а подобрена е конективноста со паметните телефони преку Apple CarPlay и Android Auto. Јас очекував да биде вметнат атрактивниот iCockpit кој би му дал посебна вредност и предност на 308-ката во однос на останатите возила во овој сегмент. Задржан е концептот со високо поставена инструмент табла и мал управувач на кој веќе се навикнавме. Ке треба да го сториме тоа и со покажувачот на бројот на вртежи на моторот кој се врти спротивно од стрелките на часовникот. На прв поглед беззначајна измена, но дури и краткото возење покажа дека човечкото око полесно ја прима таквата информација. Судот ќе ви го препуштиме на секој од вас поединачно, но ако нас не прашувате, немаме ништо против тоа. Популарно наречен редизајн сепак е искористен за вметнување на нови технологии во гамата на 308. Пред се тоа се обновените мотори, особено дизели, кои сега ја исполнуваат втората фаза на Euro 6 нормата. Присуството на нови технологии е значително. По углед на 3008, сега и во овој модел на Peugeot се среќава поголема количина сигурносна опрема за помош на возачот. Автоматското запирање кое препознава возила и пешаци и активното предупредување за напуштање на лентата на возење се дел од неа. Исто и прилагодливиот темпомат и системот за автоматско паркирање. Покрај тоа достапен е и со систем за препознавање на сообраќајните знаци, автоматска контрола на светлосниот сноп и друго. Сето тоа го прави возењето со него максимално безбедно и вистинско уживање. Семејството Blue HDI нуди 3 зафатнини со распон на силата помеѓу 100 и 180 коњи.
Нашето тест возило беше задвижувано со разумниот 1,5 литрен дизел агрегат кој испорачува 254 ньютон метри вртежен момент веќе од 1750 вртежи во минута и 100 коњски сили при 3750 вртежи во минута, што го сместува меѓу рационалните мотори. Не само што ги исполнува Евро 6 нормите, туку емисијата на издувни гасови е далеку помала од пропишаната. Во комбинација со 5-степен мануелен менувач подготвено одговара на сите сценарија на возење. Не е дека ќе ви ја заледи крвта во жилите, но возачот во секој момент ја чувствува агилноста и може релаксирано да ја исползува силата на моторот. Сепак задачата на оваа верзија е да биде економична и еколошка. Подсетувајќи дека инженерите на Peugeot секогаш имале што да кажат во дотерувањето на возните својства, без оглед дали се работи за хетчбек или караванска изведба. Со моќен или економичен мотор, заедничка одлика на обновената 308-ка е имплементирањето на безбедносните електронски системи кои му дозволуваат на возачот да ужива задволенот. Таквите остварувања ја оправдуваат цената, но и побарувачката на Peugeot, кој полека но сигурно отвора нови поглавија во своето постоење. Терминот за Автомагазин истече. Ви благодарам на вниманието и ве подсетувам до нашата нова средба за 7 дена. Најновите вести од светот на автомобилите можете да ги прочитате на нашиот сајт. До гледање.